Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во 8-та епизода од 3-та сезона. И денеска ќе зборуваме на темата субјективна и објективна вистина. Веќе доста епизоди снимивме и фала му на Господ Исус за ова 8-ма епизода од 3-та сезона. Интересна тема. Ќе зборуваме со Никола и еве сега на почеток јас сакам да го прашам како си после долг период, да речем некоја пауза, меѓутоа не беше пауза, секогаш со Господ имаме убаво време за растење. Секако има и тешкоти, но Бог е со нас и не води низ животот и низ сите тешкоти, предизвици, дури и проблеми. Бог е со нас и не води. И еве Никола, како си? Тоа е едно прашање што така го прашуваме често и често добиваме добро. Ајде, ти со малце повеќе зборови од само еден збор, ако можеш да ни го одговориш прашањето. Како си? Фала на прашањето, Диме, да, супер сум и фала му на Господ за ова прилика, ќе речам пак што сме тука да снимаме и да би рекол преку неговата милост што сме тука и што пак пред вас и после некој време пауза имавме гости преходната недела од Тирана, христијани, и еден од тие гости рече многу интересно, како тој што ме праша како си, не ме праша шо преш или со шо се бавиш, така и еден од тие браќа имаше спомнато баш кога се дружевме, рече нормално луѓето вообичаено не прашаат како си, туку не прашаат шо работиш, шо носиш на тебе, тоа ги интересира, така да добро е од твоја страна што ме праша тоа прашање како си. Ти ретко во денешницата се прашва, така да фала ти за тоа прашање и би рекол дека сум супер и сум радосен што снимаме и сум така. Одвај чекам што да видиме што има Господ денес и да ни каже, да споделиме и да видиме во неговиот збор малце за неговата вистина, како што гласи и насловот, па што значи тоа субјективна и објективна вистина, што мисли Господ за тоа и која е неговата вистина, одново пак да ја спомниме и што значи тоа за нас, така да тоа сум радосен што сме тука и што можеме да зборуваме за тоа. Да, секако многу интересно прашање, да. Ако те праша некој колку кошта кошулата, тогаш не го прашува точното прашање. Субјективно може тој така размислува, меѓутоа објективно може да видиме различно нешто, да размислиме и чекај, требаше може да ме праша како си. Да. Јасно. Нели, како си после влегува директно во твојата личност, односно твоето субјективно чувство или емоција или размислување, осеќање и така натаму, значи како во моментот се чувствуваш, размислуваш, со што се бориш, така, за што се радуваш, така да не само дека имаш во тебе причина за да се бориш со нешто, сигурно имаш и некоја причина да се радуваш или да се надеваш на нешто. Така да, ова беше кратко вовед на оно што ќе го зборуваме и сега да влезиме, значи влегуваме во темата. И на почеток сакам да ги дефинираме некои работи, односно неколку зборови ќе ги дефинираме, да го разбериме нивното значење и да ги дефинираме, значи што представуваат тие зборови. Ќе зборуваме за вистина, за факт, субјективизам и објективизам. Значи тие 4 работи ќе ги објасниме или ќе ги дефинираме што значат. Јас барав во речникот на македонски јазик и на Википедија и најдов неколку дефиниции. Првин, дефиницијата за вистина во речникот на македонскиот јазик ни е опишано дека тоа што одговара на стварноста, тоа што е реален приказ на објективната стварност. Значи нешто што ни одговара на стварноста, односно на оно што го гледаме, што е реален приказ на објективната стварност. Значи ја опишува стварноста онаква каква што е. Факт, според Википедија, ни е поделен на 4
работи или 4 подточки во генерална дефиниција, генерално, во филозофијата, во науката и во право. Значи во правото што представува зборот или факт или како е дефиниран зборот факт. Ке почнеме генерално. Факт е настан што се има случајно или изјава што е вистинита во одредена објективна смисла. Без разлика на тоа дали некој ја зема за вистина или не. Некогаш се разбира, има разлики во мислење на тоа што е фактички и постојат одредени методи за минимизирање на тие разлики. Од ова може да заклучиме дека факт е нешто што се има случајно и што е вистина во одредена објективна смисла и без разлика дали некој тоа го смета како вистина или не. Значи тоа си е вистина без разлика дали некој тоа го прифаќа или не. Сега во филозофијата факт е или вистина, односно вистинита предпоставка, или нешто, одредена ситуација, што ја прави предпоставката вистинита. Значи, во филозофијата ни се базира на некоја предпоставка, што во одредена ситуација ја прави вистинита. Значи, во одредена ситуација. Во науката, факт е податок поддржан од научен експеримент. Научен експеримент представува некој обид преку методот на обсервација, значи наблюдување на нештото и од тоа се изведува заклучок, односно преку гледање на тие работи се доаѓа до тој научен факт. За еден податок да биде прифатен како научен факт, неопходно е повеќе квалификувани личности да дојдат до него, но дури и тогаш еден факт не значи дека теоретскиот модел што тој го поддржува е точен. Така да дури и повеќе да дојдат до него, се уште постои еден вид на неточност на тој факт во науката, значи ова што го прочитав според Википедија сега. Во правото, значи во правосудството, факт е изјава што е прифатена како вистинита од страна на порота или судија по преглед на доказите. Значи судијата и поротата, значи луѓето кои се таму како сведоци на она што го слушаат, нели судиите се консултираат со поротата, избрани луѓе што го слушаат истите докази со цел да се добие некоја објективност од поротата и од судијата, за после да може да се пресуди. Така да тоа е факт. Факт е изјава, значи, што е прифатена од судијата и од поротата врз база на тие докази што биле тука. Сега го дефиниравме зборот факт, сега одиме на субјективизам или субјективна вистина, исто во Википедија најдов оваа дефиниција. Субјективизмот е доктрина или учење која утврдува дека нашата сопствена умствена активност е единствениот неспорен факт на нашето искуство, наместо некаква заедничка или колективна, како и дека не постои надворешна или објективна вистина. Тука субјективизмот, како учење, го отфрла објективната вистина, значи нешто што е надвор од тебе. Јас имам поразлично сваќање за субјективната вистина, субјективизмот. Ќе видиме понатаму што е тоа, но меѓутоа ако го дефинираме или ако ја видиме дефиницијата на субјективизам, тоа значи дека само се базираме на нашата умствена активност и тоа го сметаме како неспорен факт на нашето искуство. Сега за објективизмот ќе зборуваме, односно објективна вистина, според речникот на македонскиот јазик, тоа ни е дефинирано како метод на испитување, проучување на настаните и појавите
од општествениот живот, што се темели врз објективната реалност. Постои, значи, и научен објективизам. Значи, преку метод на испитување, проучување на настаните и појавите од општествениот живот, што се темелат врз објективна реалност и постои, значи, научен објективизам. Ова се дефинициите за вистина, факт, субјективизам и објективизам, за кои ние понатаму ќе ги разгледаме од перспектива на Светото Писмо, од христијанска перспектива, со цел да извлечиме еден разумен заклучок. Да видиме дали самото Свето Писмо е субјективно или објективно. И ќе видиме дека и е објективно и е субјективно во исто време. Ќе видиме зошто е тоа така. И тоа е интересната работа. Дека сите овие работи, вистина, факт, субјективизам, објективизам, може да ги најдеме во Светото Писмо и може да ги доживееме. Значи, да ги најдеме и да ги доживееме. Останете, значи, до крај на епизодата, за да слушнете како тоа може да се случи во вашиот живот и вие тоа да го искусите. Сега имам едно тешко прашање за Никола. Дали Библијата е субјективна или објективна вистина? Што мислиш ти? Да, многу во тоа прашање конкретно кога ќе земиме нешто друго и да прашаш и да прашаме дали ова е објективно или субјективно, можеме да дадеме на некој начин конкретен одговор, ама кога дојде да се зборува за Библијата, тоа пообјавен поим, дали е објективно или субјективно, ама многу е битно кога еден човек конкретно, ете дали христијанин, не мора да биде значи христијанин, ја чита самата Библија и поради тоа што знаеме дека пример зборот или значењето, другото значење за Библијата е Божјиот збор. Тоа се, значи зборовите на Бог, односно кога ќе читаме ние Библија, Свето Писмо, всушност Бог ни зборува нас. И кога ни зборува тој нас, ние читајќи ја Библијата, можеме да си го сватиме на еден начин, стиховите што ги читаме, или можеме на некој друг начин. Значи може да биде и тој начин како што ни одговара нас, значи како што јас оба го читам и оба си го толкувам дека така сакам јас мислам дека е така, или се чувствувам во овој момент дека ова треба да биде така толкувано, а во друг момент ова истото што го прочитам си велам се чувствувам различно и сега ќе го толкувам вака. И на некој начин базираме тоа што го читаме, го базираме на тоа како се сеќаме ние или како ни е расположението, како ние што веруваме дека Бог има да ни каже тука и што на вистина Бог ни кажува кога го читаме нештото. И затоа за пример за стихови за дали е објективно или субјективно, би го зел од Стариот Завет, од книгата Второзаконие 5 глава, ќе прочитам од 6 стих до 21, каде што Бог, значи, претходно му ги даде уште во книгата излез на Мојсеј 10 Божји заповеди, и тука пак ги повторува Бог преку Мојсеј да му ги даде на народот кога ќе одат во ветената земја и дека треба и да ги почитуваат и таму кога ќе бидат, дека Божите заповеди и таму ќе се исти. Значи, и ги повторува уште еднаш и сакам да ги прочитам, значи, од 6 стих до 21. Таму вика: Јас сум Господ, значи првата заповед. Почнуваме со првата заповед и натаму со сите заповеди ги објаснува на кратко. Јас сум Господ, твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од домот на робството. Да немаш други богови покрај мене.
Не прави си резан лик ни некаква слика на што и да е горе во небото или долу на земјата или во водите под земјата. Не клањај им се ниту им служи, зашто јас, Господ твојот Бог, сум ревнив Бог. Ги казнувам гревовите на татковците, на оние кои ме мразат, на децата, на внучињата и на правнучињата. А им искажувам милост на илјадници кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Не земај го напразно името на Господа, својот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Одржувај го саботниот ден за да го осветуваш, како што ти заповеда Господ твојот Бог. 6 дни работи и извршувај ги сите своји работи. А 7-миот ден е сабота на Господа. Твојот Бог не врши во него никаква работа, ни ти, ни твојот син, ни твојата ќерка, ни твојот слуга, ни твојата слугинка, ни твојот вол, ни твоето осле, ниту некое твое добиче, ниту придојденикот кој е во твоите градови, така да може да се одмори и твојот слуга и твојата слугинка како и ти. Спомни си дека и ти беше роб во египетската земја и дека оттаму те избави Господ твојот Бог со силна рака и со испружена мишка. Затоа ти заповеда Господ твојот Бог да го пазиш саботниот ден. Почитувај ги татка си и мајка си, како што Господ твојот Бог ти заповеда, за да живееш долго и за да ти биде добро на земјата, што Господ твојот Бог ти ја дава. Не убивај, не прелюбодејствувај, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не посакувај ја жената на својот ближен, не лакоми за куќата на својот ближен, за неговата нива, за неговиот слуга, за неговата слугинка, за неговиот вол, за неговото осле, ниту за нешто што е на твојот ближен. Значи, тука ги прочитавме Божите заповеди, кои му ги даде Господ на Израелевиот народ, преку Мојсей, и читаме многу од овие, многу, само што ги прочитаме одма автоматски ние, може како огледало ние одсјајува ова кон нас и се пронајдуваме во унив и си велиме дека во ова недела, дури во овој ден, го прочита тоа, не лажи, вели јас излажав. Си вели, или пишува, почитувај ги мајка и татко, и не ги почитував, те не се скарав, ке си речиш, му изгрешив на Господ, и да го признаеш тоа. Може да го направиш тоа. Ама и на друга страна, можеме ние да си речеме луѓето, значи да размислиме субјективно и да речеме Бог не постои, Бог не гледа, не но ова што го направив ке замижи или ке прогледа низ прсти, со други зборови што знаеме да речеме. И може би сме украли нешто и ке си речеме се чувствував дека го видов, значи другаров или колегат или кој да е што ми е близок, има нешто, значи има пари или нешто има во нешто за јадење во некој X случај. Јас немам и што дека му го крадам, и му го крадиш и си велиш, си се оправдува со тоа што си велиш, ами гладен бев, ми се јадеше, немаше што да јадам, тој имаше да јади. Наместо да му побарам честно да го прашам да подели со мене, јас му го крадов, го прекршив Божиот закон, ама се чувствував гладен, се сеќав дека тоа треба да го направам и украдов. Си се најадов јас, си се исполнав јас, си се послушав, си ја послушав душата, што вика ме рани, душата те слуша, душата ми рече и си ја послушав. Може и на неубав начин украдов, ама важно, јас така сакам, јас така мислам дека не, ако сум гладен, дали на честен или на нечестен начин, да стигнам до храна, важно да стигнам до храна, да се најадам. Да, или па може не сведочи лажно против својот ближен, може од порано ќе ни текни нешто за некоја личност, за таа истата личност што сведочиме пред другите луѓе дека нешто направил, значи нешто сгрешил, нешто е украл, а тој не го направил нештото, значи ти лажиш, колку да го направиш
лошо да изгледа тој другар пред сите други да го усрамиш, оти пример се оправдува со тоа со нешто што ти направил во минатото. Тој пред 5 години, 10, кога бевме мали, кога игравме во малата, топката ми ја зеде, ми ја закачи, нешто ми направи, значи ми украде кога бевме мали пред сите, ме усраби, сега по 10 години му враќам и лажно сведочам за него пред сите, оти тој пред 10 години така ми направи нешто. Кога бевме мали, кога си игравме, нешто ме излажа, нешто. И со тоа, со таквите работи си го оправдуваме гревот. А Бог јасно вели, не сведочи лажно против својот ближен, јасно вели да не крадиме, да не вршиме прелюба, да не убиваме, да ги почитуваме своите мајки и татко, кога сакаме да ни биде добро и да имаме добар живот на земјата. И ние можеме да го прекршиме тоа, бидејќи си мислиме дека нашите родители тука се само да не слушат, да не ги исполнуваат желбите, да прават тоа што ќе речеме ние. И тоа ради тоа што ние го сваќаме така дека е и треба да ги сваќаме нашите мајка и татко како некоја функција, не како луѓе кои ти имаат емоции, кои ти имаат чувства, кои тие треба да одат на работа, се уморуваат и тие имаат своји желби, и тие сакат да му купи некој нешто, во што сакаме ние да ни купи некој нешто, да ни исполни некоја желба, со други зборови. Така и тие сакаат и ние, поради нашите сваќања и мислиме дека тие треба да ни служат и тука да се само за нас. А фактот што Бог го вели е, ако сакаш да ти биде добро на земјата, почитувај ги. Почитувај ги, тоа е факт, заповед дадена од мене, за твое добро, без разлика дали ти мислиш дека тие треба да бидат обична функција, дека не ги сметаш за луѓе или не, или мислиш дека недоволно те сакат, или не знам што и да мислиме, факт е дека Бог вели, почитувај ги своите мајка и татко, и тоа е тоа. Ако Бог тоа го вели дека е така и дека ако го правиме ова е за наше добро, односно ако не го правиме за наше лошо, тогаш тоа е така. Без разлика ние како се чувствуваме, не може јас да се чувствувам дека на некој сакам да му се одмаздам, како што спомнав, да сведочам лажно против него, ти тој ми направи пред 10 години нешто, јас да се правдам со тоа. Бог вели, јасно вели, дека не треба да сведочам лажно против својот ближен, не треба да лажам дека тој направил нешто што не направил, така, посебно пред други луѓе. Значи, факт е дека Господ Бог овие заповеди што ни ги даде за наше добро и за наш благослов, и дека тој е тука, значи тој не слуша, без разлика што мислиме ние, без разлика дека ние мислиме, или некој може да мисли Господ не постои, и поради тоа што тој мисли, така е, не. Значи тоа е едно мислење на некоја X личност и не значи дека тоа е вистина. Туку тој само си мисли дека е така и може да биде нешто далеко од вистината и со тој начин да го оправдува гревот, да прави грев и да го оправдува гревот дека според негово мислење Бог не постои и Бог не гледа и можем јас да грешам да правам што сакам. Или можам да, како што пишете во 11 стих, заповедта, не земе го напразно името на Господа својот Бог. Зашто Господ не ќе го остави неказнет, значи оној кој го зема напразно неговото име нема да биде неказнет. Кога речиме така, Господ да чуе да брани или како и да е некои фрази што се користат во македонскиот јазик и ние често се вадиме, ама и тој така вели, и тој така вели, и тој ме научи така или така и моите велат, тој мене ме научи така да велам и тој е крив. Сега од јас го земам напразно Божјото име, името на Господа. Ајде читаме во втори дел од стихот дека Господ го сваќа тоа сериозно, вели не го остава неказнет оној кој го зема непразно Божјото име. И сите ние тоа го направивме, сме го направиле во животот и треба да бараме да Господа ни прости за тоа што го правиме. И да видиме кои се резултатите на барање на прошка од Господ, да побараме прошка и да се свртиме од тој грев, да не го правиме тоа повеќе
или да со нашите, значи, бидејќи сме во човечко тело, со други зборови, да се трудиме да не го правиме нештото што сме го правеле претходно, да бараме од Бог, да го молиме да ни помогне во тоа, да не води преку Светиот Дух и да не го правиме повеќе, или можеме да се вадиме со тоа што ќе речеме, тој ме научи да велам така и тој така вели, и да се правдаме со нашата позиција пред Бог, да се правдаме дека некој друг така ме натерал или нешто такво слично, а фактот вели дека Бог вели дека нема да го остави оној неказнет оној кој го зема на празно неговото име. Така да сакав малце накратко од таква гледна точка, од тие гледни точки да го фатам ова прашање или ова прво дебата, дискусија која ќе имаме, ќе ја кажам за ова тема. И тоа ми беше она што кога го барав, кога го читав, ми текна и сакав да го споделам за ова, да. И што сум го сватил односно Господ што ми го открил. Да, фала Никола за споделувањето и нели ги прочита 10 Божји заповеди и тие важат во секое време за секој човек, иако се уште не знам 4.500 години од овој момент кога сме сега. Значи, тогаш Бог му ги даде на Мојсе 10 Божји заповеди, прилика временски, и после 4500 години, да речеме, важат и ден денес. Не лажи, не кради, не врши прелюба, почитувај ги мајката и таткото и така натаму. Значи, важат и ден денес. За секој човек што живее на оваа планета. Важат. Не се сменија. Тоа е објективност. Значи, ние растиме како луѓе, нели? Се раѓаме, растиме и сваќаме, лажењето е апсолутно лошо. Крадењето е апсолутно лошо. Пожелувањето нешто туѓо е лошо. Непочитување на мајката и таткото е лошо. И така натаму. И сега, јас сакам да зборувам за објективна и субјективна вистина за Бог, која ни е представена во Светото Писмо и нели она субјективната вистина која ние сме ја доживеале и многу луѓе, многу христијани ја доживеале, а ние опишано во Светото Писмо. Како објективна вистина сакам да зборувам за создавањето на светот. Сега ние живееме во нешто што е создадено. Со сигурност можеме денес да знаеме дека Бог го создаде светот. Па некој ќе рече, јас не верувам така, верувам дека Биг Бенг имаше на почеток. Ама кој го предизвика Биг Бенг, ако веруваш ти така? Библијата јасно ни кажува кој го создаде светот. И зошто? Ќе прочитаме кој го создаде светот и зошто. Ако отвориме Библијата на нашата прва страна, че од првата книга, Битие или Создавање, првата глава, првиот стих. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Значи Бог. Бог е и надвор од Биг Бенг. Дали Бог преку Биг Бенг, значи со голема експлозија, создаде се или креираше дел по дел, не знам како изгледаше. Но едно знам, дека во почетокот беше Бог и Бог создаде се. Многу едноставно. Едноставен одговорот, да, треба вера, ама и тоа што ти веруваш во теорија на еволуцијата, во Биг Бенг, само Биг Бенг, како термин. Тоа е вера. Ти не можеш да речеш, ама ова ти што го веруваше само вера, а јас ова што го верувам е наука. Не, извини. Тебе ти треба дури повеќе вера да веруваш дека ништо може да направи експлозија и да има се.
Јас верувам дека Бог, кој е надвор од времето, надвор од просторот, значи надвор од време, надвор од простор и надвор од материја, создава се. Создава време, создава простор и материја. Тие три суштински елементи и создава во ист момент почнуваат. Значи, ако почнуваат во ист момент, според науката, која го дефинира тоа, че мора нешто надвор од тоа, кој е надвор од простор, време и материја да го создади ово. Таа дефиниција ни ја дава Библијата за Бог. Дека Бог не зависи ни од простор, ни од време, ни од материја. Но се создаде. Ме разбирате? Тие одговори ги немате ни во теорија на еволуцијата, ни во Биг Бенг. Ги немате. Тоа е реалност. И внимавајте, кога ќе речите, ова е наука, а ова твоето е вера. И твоето е вера. Само да го знаеш тоа. Така да, размисли. Сега, Библијата ни дава многу едноставен, научен, објективен оквир, значи, како што научарите имат оквир, значи, преку тој оквир да видиме и доказ дека Бог создаде се. Ќе прочитаме во Посланието до Римјаните, првата глава, 19 и 20 стих. Тука пишува: зашто ним им е познато она што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа, па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божеството може да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите, па така немаат изговор. Значи, силата на Бог, вечна сила на Бог и божеството негово, значи неговата слава, неговата семоќност, можеме ние да ја согледаме, да ја разбериме од создавањето на светот, бидејќи ние живееме во свет кој е создаден, и наблюдуваме, гледаме, допираме, осеќаме, чувствуваме, вкусуваме творбите, вика. Наблюдувани преку творбите. Наблюдувано преку самото создание. Разбирате? Јас ако ги видам сонцето, месечината, растенијата, птиците, кислородот не можам да го видам, така и воздухот не можам да го видам, но ми е неопходен и тој е создаден од Бог. Не е видлив. Водата, реките, морињата, езерата, кучињата, мачињата, се ако видам околу мене, ќе разберам дека некој кој е интелигентен, кој има способност тоа да го создаде, кој го креирал со дизајн за да функционира. Бидејќи се ова што е создадено околу нас функционира. Работи. Че јас сега додека зборувам, јас дишам, во мене се случуваат различни процеси на биолошко ниво во организмот за да можам да функционирам. И дишам, и согорувам материи, протеини, многу сложени процеси. Значи, една машинерија, кажано со човечки или со наши термини, разбирливи, која функционира безпрекорно за да можам јас ова да го правам. Јас не размислувам за тоа, но тоа функционира. Ако тоа ние го наблюдуваме, многу ќе ни биде јасно дека на крајот од ова, или на почетокот од ова поточно, на почетокот, имало Создател, односно Бог создаде се. Не може тоа да биде случајно. Во никој случај не може да биде случајно. Че во никој случај не може да биде случајно. Едноставно е. Едноставно е. Но зашто мора да го комплицираме? Тоа е прашањето. Друг аргумент зошто оваа книга, Библијата, е вистина. Че Библијата е Божјиот збор.
кој е запишан. Сега, објективно, ајде, научен експеримент ќе направиме, ќе испитаме дали ова е на вистина Божиот збор, дали ова на вистина е вистината. Објективно ќе гледаме, така? А за објективно да гледаме, треба да гледаме во фактите и да видиме дали тоа што го пиши тука, на вистина е така. На вистина е вистина. На вистина е вистина. Тие се зборовите. На почеток, нели, Никола ги прочита 10 Божји заповеди. Што рековме тие? Рековме дека тие се објективна вистина од 4500 години до ден денес. Значи пред 4500 години и ден денес и во измеѓу, значи тој пресек, временски пресек, тоа било вистина и продолжува се до крајот. Да остани тоа вистина, дека тие заповеди се апсолутно вистина, апсолутно непроменливи и се објективни. Че се надвор од моето размислување, моето чувствување, моето знаење, моето искуство. Надвор се од мене. Тоа се објективни. Како едно огледало. Одиш во огледалото, се гледаш на вистина каков си. Тоа е рефлексија на тоа како што си. Исто и со ова. Ова е објективно. Ти кажува каков што си ти. Дали тоа ти се допаѓа? Дали ти се чувствуваш, да, ова е вистина или не? Вистина е без разлика дали ти се согласуваш или не. Вистина е без разлика дали мнозинството околу тебе се согласуваат со ова или не. Вистината е вистина, не е променлива. Тоа е еден аргумент. Ќе ви дам уште еден аргумент што е непобитен. Кога кажам непобитен, не може да го побиете. Не дека е помалку битен, туку е непобитен. Не може да го побиеш. Што е тоа? Пророштва. Нешто што кажал Бог пред 1000, 2 години, 2000 години, пред 700 години, после 700 години се исполнило. Дали тоа ви е верно? Има во Стариот Завет, Бог пред 400 години му кажува на израелскиот народ дека ќе ги избави од робство, после 400 години мислам дека беше, ги извади од Египет, од робството во Египет. Ова може да го проверите точно, не се сеќавам за годините, меѓутоа тоа е едно пророштво. И Бог силно ги избави со чуда и знаци од Египет, од робството на фараонот. Едно многу битно пророштво за нас христијаните е пророштвото на пророкот Исаија, че Бог преку пророкот Исаија ни даде пророштво за она што ќе се случи за Господ Исус Христос. Она што ќе се случи со Месијата. Тоа пророштво е дадено прилика околу 700 години пред да се случи она што се случи со Господ Исус Христос. Тоа може да го прочитате во Исаија 53 глава, значи 53 глава на книгата од пророкот Исаија. Тоа пророштвото за тоа дека Месијата, Божиот син, ќе стане човек, ќе биде измачуван и ќе умре заради гревовите на неговиот народ, тоа сме ние, чувајќи не и нас, дека ќе биде погребан и дека ќе воскресне на третиот ден. Тоа Бог го имаше кажано 700 години пред тоа да се случи. Вие може слободно да побарате на интернет пророштва во Библијата, пророштво на пророкот Исаија, да видите колку е стара книгата Исаија, значи кога живеел, во кој период живеел пророкот Исаија, кои се историските факти, археолошките пронајдоци. Така да тоа нема бегање од тоа. И ако сметате дека ова може Библијата да ја побиете со науката, нема да успеете. Но
Библијата не ве ограничува да испитувате. Одете слободно, испитувајте. Испитувајте ја Библијата. Сакајте да дознаете повеќе. Но, ако пробате вие да ја побиете, јас ви гарантирам дека нема да успеете. Еве ви еден факт. Значи има многу пророштва. Исполнав две пророштва, но може да истражите. Има многу повеќе пророштва. Но ова Исаија 53 глава, многу силна и многу значајна за нас христијаните. Бидејќи се исполни она што никој човек не можеше да го направи Бог самиот. Тоа е, го даде својот син како прошка, како откуп за нашите гревови. Исус страдаше на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна на третиот ден. За наше оправдание. Тоа го направи Бог за нас. Ќе видиме понатаму нешто и за тоа, кое е најбитното. И сега сакам да зборувам за субјективна вистина која може да ја најдеме во Светото писмо. Значи, Светото писмо исто така се занимава и со нас како личност, со нашето размислување, нашиот ум и со нашето срце. Во срцето спаѓаат нашата волја, нашиот интелект, нашите емоции, и со тоа се занимава Светото писмо. Ги видовме овие објективни работи, кои се непобитни, не можеш да ги побиеш. Ќе се занимаваме сега и со субјективното. Со нас како личности, како размислување, карактер, нашето мислење, нашето искуство, нашето знаење за Бог, така, и за нашето познавање на Бог. Кој е тој во суштина? Во Библијата има нешто што ни е напишано дека Бог ни дава ново срце и нов дух. Тоа ќе се случи во нашиот живот доколку му веруваме на Бог и му го предадеме преку вера нашиот живот на Господ Исус Христос. Во книгата на пророкот Езекиел, 11 глава, ќе ги прочитам 19 и 20 стих. Таму пишува: И јас, тука зборува Бог, ќе им дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во нив. Ќе го откорнам од нив каменото срце и ќе ставам во нив срце од месо, за да одат по моите наредби и да ги чуваат и да ги вршат сите мои закони. И тие ќе бидат мој народ, а јас нивен Бог. Тоа Бог го прави со секој еден што верува во Господ Исус Христос. Ти дава ново срце и нов дух. Го откорнува од тебе каменото срце и ти дава срце од месо. Тоа ќе се случи во твојот живот ако навистина ти веруваш. Тоа е на субјективно, на лично ниво. И кога ќе се случи тоа, ти можеш да му споделиш на другите. Бидејќи се случило, си го доживеал и ти го сваќаш дека ова овде што е напишано е вистина. Се случи кај мене. Од тоа нема поголема радост. Она што е објективното, веќе станува и субјективно за тебе. Не е само објективно. Значи не е Бог само објективен, туку е и субјективен. И личен е, персонален. Бог доаѓа во твоето срце, те обновува, ти дава ново срце, нов дух, што е нешто многу моќно, многу силно. И тоа го прави Бог. А ти само веруваш. Ти само веруваш. Тоа е. Не е филозофија. Не е сложено. Ставно е вера. Ќе прочитаме во пророкот Еремија, 31 глава, 33 и 34 стих. Туку ова е заветот што ќе го склучам со Израелевиот дом, по оние денови, говори Господ. Мојот закон ќе го ставам во нивната душа и ќе го напишам во нивното срце. И ќе бидам нивен Бог, а тие мој народ. И веќе не ќе го учи другарот другар, ни братот брат, зборувајки, познајте го Господа. Туку сите ќе ме познаваат, и мало и големо, говори Господ,
зашто ќе го простам нивното беззаконие и не ќе си спомнувам веќе за нивните гревови. Значи, ова е многу моќно. Бог ќе го стави неговиот закон, кој Никола го читаше, во нашата душа. Значи, во длабочината на нашето битие ќе го стави законот негов. И ќе ги напиши неговите заповеди во нашето срце. Тоа е Божја работа. Затоа претходно читавме во Езекиил дека ново срце и нов дух. И ќе го стави неговиот закон во битието на нашата душа, на нашата личност, на нашето постоење, на оно што сме. И вика, сите ќе ме познаваат. Значи, веќе од она што е објективно и надвор од тебе, станува нешто реално, станува на ниво на познавање. Те познавам јас кој си ти. Имам заедништво со тебе. Знам кој си ти. Се дружиме заедно. Го знам твојот карактер. Тоа Бог ќе го направи. Сите ќе ме познаваат. Ова што ви го илустрирав е тоа дека ќе имате однос со Бог, односно ќе го познавате. Ќе знаете кој е тој. Тоа е нешто многу прекрасно. Како што ги познавате вашите пријатели, како што ги познавате вашите мајка и татко. Така ќе го познавате Бог кој ве создаде. Нема поголемо од тоа. И мало и големо, вика Господ. Зошто? Зошто ние ќе го познаваме Бог? Зашто ќе го простам нивното беззаконие и не ќе си спомнувам веќе за нивните гревови. Тоа е многу моќно. Значи ќе го прости Бог. Бог сака да ти прости. Мене, тебе, сите нас. Значи Бог ќе го прости твојот грев, твоето беззаконие и не ќе си спомни веќе за нашите гревови. За мојот, твојот, Никола и така натаму. Ќе ни прости и ќе ги заборави, ќе никогаш нема се спомни. Тоа е многу моќно. Затоа ние ќе го познаваме Бог. И тоа е негово дело, она што тој ќе го направи во нашиот живот. Јас читав од Стариот Завет, пророците, сега ќе свртиме малце кон Новиот Завет, и Исус даде изјава дека е патот, животот и вистината. И што значи тоа? Ќе го прашам Никола. Значи тука Исус кажа дека е патот, животот и вистината. Нели, денес зборуваме за вистината, па еве Никола со ова изјава што ја даде Исус, како ние знаеме дека на вистина Исус е вистината, патот и животот. Како знаеме сигурно дека тоа е тоа. Така. Да, па знаеме ние ќе видиме во историјата, значи историски постоеле и уште постојат повеќе религии, значи постојат христијанството, значи религијата, не зборам за верата, зборам за религијата, значи христијанството, значи паганизам, муслиманство, будизам, хиндуизам, сите тие религии постојат. Значи во сите тие религии, сите тие нивни што биле, значи и ќе бидат водачи, значи репрезентативци на едната вера, како во христијанството, значи христијанството според Светото писмо. Значи и на целиот свет по правило, ама луѓето тоа не го прифаќаат, Исус Христос, така и во другите религии, секој си има посебно, секој си има свој репрезентативец кој бил водач, кој бил некое како лице, фаца на таа религија и ја направил таа религија позната и поради тоа сега луѓето го слават и наводно надеж нашиле во него и во нејзе, како и да е. И се ќе растат, излегуваат такви религии, деноминации од сите тие религии, од сите тие човечки измислици, се шири. И никој од нив, самите ако побарате, никој од нив не рекол, јас сум патот, вистината и животот.
никој не доаѓа при татко и мислам преку мене. Значи, никој не го рекол тоа, никој не дал ваква изјава. И никој не само што не дал таква изјава, туку со дело не го подкрепил таа изјава. Не ја подкрепил, туку или било барете едни, значи дел, многу голем дел од тие водачи што биле, што многу луѓе, илјадници, милиони луѓе ги следели, ги следат се уште, рекле барајте ја вистината, вистината не е во мене, патот, јас не го најдов, крајот тука е и така натаму. Значи, параки кои не дават, кога ќе ги прочиташ вака или некој човек, ако е навикнат на тоа, ако верува со сето свое срце во таков водач на некаква религија, на некаква човечка измислица, кога ги слушни тие збори не се многу охрабрувачки, не се многу некои зборови кои ќе ти дадат надеж и ќе ти речат ово што го верувам, во ово што сум затемелен на некој начин, е правилното нешто. Тоа е тоа. Таа е правата ствар и јас нема што да се плашам, нема за што да се секирам, за што да размислам повеќе. Знам дека тој е со мене и тој ќе среди све. И тоа е тоа и јас имам сигурност, напротив го нема тоа и далеко од тоа се изгубени и уште повеќе залутани од кој ќе прочита такви изјави, значи своите водачи, своите лидери на некој начин самите кажват не ни знаеле што прават, не ни тие биле сигурни во тоа што го верувале, ни тие биле самите пат и вистина и живот и дека тие можеле да дадат живот, па и да земат живот. Значи, сите тие водачи, сите тие луѓе, значи со тешки зборови, користејќи тешки зборови, заведиле многу луѓе, излажале многу луѓе и за жал воведиле многу луѓе на погрешна страна, односно одвоени од Бог. Не дека тие самите луѓе биле кривците, туку самите луѓе кои своеволно го прифатиле да веруваат во тоа, да му се посветат на таа религија и да го одбијат Христос во истовремено, тие самите си се криви, значи не ќе да кажам дека ги кривам тие религиозни водачи или тие религии кои постојат, кои ги заведуваат луѓето. И сите тие луѓе и сите тие религии на некој начин даваат, односно, и барат тоа што како човекот се чувствува, некако се оди преку емоции, преку чувство, се зависи, односно, од чувство, од емоција, зависи од човекот, значи зависи од тебе, од индивидуата, што повеќе ти или некој New Age, што се верување, што повеќе ти медитираш, што повеќе ти самиот ти од себе не размислуваш на негативни работи, се ослободуваш од самиот себе, значи дури некој лебдење, нешто таму, такви работи, значи се само на тебе, фокусот е на тебе, ти можеш да се реши работата, ти можеш, ти си промената, значи ти си промената, ти си иднината. А нигде го нема Бог, нигде Исус го нема. Значи Исус Христос го нема и оној кој умре за тебе, оној кој се даде самиот за тебе, оној кој умре, оној кој воскресна за тебе, кој беше погребан, кој воскресна, кој ти докажа дека има вечен живот. И друг исто факт голем, кој покажува дека Исус Христос е патот, вистината и животот, значи Христовото воскресение е најистражувано, најповеќе истражување, најповеќе на некој начин акции се превзеле дали да се види дали е вистина воскресението на Христос или не. Од сите работи што се случиле во човештвото, дали постоење на некој империја, дали постоење на некој цар, дали постоење на некој чудесен човек, значи на научниците сме ги учеле си научници на училиште, значи Ајнштајн, Исаак Њутон, значи Никола Тесла и така натаму, сите тие што измислиле нешто, сите тие што донесле голем импакт и разлика, промена во човештвото и промена во историјата, не биле толку зборувани, не толку било барано за нив и истражувано за нив, колку било истражувано само за воскресението Христово. Не за личноста Христос, туку само за неговото воскресение.
Само за неговото воскресение, да не правиме муабет за, како што читавме, за поведите, за личноста Христос, за учениците негови и општо цело Свето писмо, за тоа да не правиме муабет. Значи само за воскресението. Не повеќе истражување има, не повеќе факти и докази од тие истражувања кои луѓето ги правеле за да побарат дали е вистина или не тоа воскресение. Најповеќе акции биле превземени во врска со тоа и не во врска со некои други луѓе, во врска со други научници или во врска со некои други религии или некои други водачи на тие религии. Значи, тука читаме дека Исус вели дека тој е патот, вистината и животот и дека никој не доаѓа при татко ми при Бог освен преку него, преку Исус. Тие други религии, тие други водачи и човечки измислици велат дека како што спомнав, дека ти си променат и дека ти си оној кој има се во контрола, ама некако ги земаме, ги читаме тие барања и ги читаме тие верувања на една религија и човекот си вели ова ми се бендисва, некако ми се свиѓа со тоа што јас сакам, значи некоја религија или некој водач некој на таа религија или како и да е, некоја религија, некој верување дозволува лажење и крадење во неа, дозволува убивање. Јас го читам тоа, гледам дека дозволува таа религија лажење, крадење се и си велам јас сум такава личност, јас сакам, го посакувам тој, да сакам да крадам, сакам да лажам и одам кон тоа. Одам кон тоа и гледам дека е ова за мене, значи да лажам, ќе излажам и нема да одговарам пред никој. Нема, во таа религија нема никаков Бог, нема оној кој како што читавме, да вели нема да стани некажет, нема кој да ме казни, јас ќе си лажам, ќе си крадам, го гледам тоа дека е така, ми одговара и си го верувам тоа и си терам така. Овде читам дека Бог, Исус Христос е праведен Бог и вели дека нема да остани неказнет оној кој ќе го ќе го искористи напразно Господовото име. И го читам тој и си велам, ова не ми одговара. Без разлика што е тоа вистина, не ми одговара. Јас сум човек што сака да си лажи, човек што сака да си прави што сака и да не одговара пред никој за тоа. Значи, јас сум таква личност и тоа не ми одговара. А фактот знаеме дека без разлика дали мене тоа ми одговара, дали мојот животен стил пасова во наводници со наши зборови, пасова на тоа што јас сакам да го верувам, со тоа што јас како сакам да живеам, тоа не значи дека тоа што Исус Христос го вели дека тој е патот, вистината и животот, дека тоа е лага. Тоа е далеко од тоа и тоа што јас си го велам или го чувствувам во врска со овој стих кој ќе го прочитам. Нема никаква врска со дека фактот останува дека само тој го рече тоа, само тој тврдеше дека е пат, вистина и живот и дека тој го покажа тоа на дело, умре на крстот за гревовите на светот, беше погребан и воскресна и како што спомна Димитар, пред да го направи тоа, тој го предвиде неговата смрт, ги предвиде неговите страдања, го предвиде неговото погребение, го предвиде неговото воскресение. И тоа 600-700 години, зависи колку е пишана книгата на Исаја, како што спомнате дека таму го има тоа во Исаја глава 53, пак јас ќе напоменам да си го прочитате, да ја прочитате таа глава, ја навестува неговата смрт, неговото погребение, неговото воскресение. Никој религија и никој водач тоа не го ветил толку години пред и да го исполнал. Оти нормално тие сите кои го ветили тоа, ако ветили некој ветување и не го исполнувале, тие водачи и религии биле обични луѓе, не биле Бог, туку биле луѓе како мене и Диме, како тебе, сите луѓе обични кои дишат, кои живеат, кои му треба јадење, значи вода му треба, храна за да преживее. На Бог не му треба вода и храна за да преживее, како ние да што викаме ќе умри заден или ако не пие многу време вода или ако не јади ќе умри заден. На Бог не му треба нашето ограничено јадење, не му треба нашето пиење, не му треба вежбање за да треба да остани во форма или така натаму. На Бог тоа не му треба. И сите тие луѓе, религиозни водачи и религии што
што били измислени, се измислени од такви луѓе кои се ограничени, такви луѓе кои немаат право и немаат авторитет, не покажале со дело, кои ние спаѓаме во таа категорија, не покажале со дело да речат јас сум патот, следи ме мене, јас сум животот, јас сум вистината. И каде што одам јас, нема да се разочараш, таму ќе имаш задоволство и таму ќе имаш исполнување. Само Исус Христос тоа го докаже, само Исус Христос беше оној кој понатаму го докажува, тој понатаму е така и сите тие факти остануваат така без разлика што мислиме ние, без разлика ние како се чувствуваме, без разлика дали другите религии се совпаѓаат на тоа што јас го сакам или го неќам. Значи тоа е тоа што Бог, мислам јас да ни го кажува преку овој стих и многу други работи кои мојот ограничен мозок не може да ги разбери. Така да, тоа е било што би го споделил јас во врска со тоа. Да, интересно, Никола, и дефинитивно колку што се отварате вие према Бог и истражувате во неговиот збор, толку повеќе ќе дознаете зошто Господ Исус рекол дека тоа е вистината. И нема ниту една друга вистина за Бог. Значи тоа е патот до Бог, тоа е животот за Бог, кон Бог, и тоа е вистината за Бог. И никој не доаѓа кај таткото, кај Бог таткото, освен преку него. Никој. Тоа ги исклучува сите други можности, сите други патишта, сите други начини. Вика, јас сум патот, јас сум животот, јас сум вистината. Ако сакаш пат, живот и вистина во твојот личен живот, тогаш Исус ти одговорот. Пак едноставно, не комплицираме, едноставно. Сега идиме до заклучокот. Дали сакаш да го доживееш Бог на лично, субјективно ниво? Да, во твојот живот на лично ниво. И сакаш пат, живот и вистина, кои ги дава Исус. Ќе прочитам неколку стиха околу тоа. Ќе прочитаме прво во 2 Коринтијаните, 5 глава, 21 стих. Таму пишува: Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Кој е оној кој не знаеше за грев? Оној кој не знаеше за грев е Господ Исус Христос. Никогаш не сгреши. Бог, таткото, го направи грев за нас. Значи, Бог, таткото, ги стави сите наши гревови врз Исус, за ние да станиме Божја правда во него. Значи, ние да станиме Божја правда во Исус. Зошто? Значи, на крстот се деси една размена. Нашите гревови беа ставени врз Исус, неговата праведност, неговата светост, значи Исус не сгреши, беше праведен, се препиша врз нас. Исус е праведен. Се уште. Но во тој момент, кога беше распнат на крстот, тој го зеде сиот наш грев, а неговата праведност ја даде нас. Тоа се случи. И овој стих токму тој момент го опишува. Ќе прочитаме во послание до Римјаните, 6 глава, 23 стих. Зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божји дар е вечен живот во Христа Исуса нашиот Господ. Платата или заслугата за правење на грев е смртта. Заслужува секој еден од нас смрт. Зошто? Бидејќи направил грев. Грев тука е воеднина. Еден грев да направиш, твојата заслуга е смрт. А ние имаме гревови. Секој дневно, за жал, како што кажа Никола, грешиме. Ме разбирате? Но вика, Божиот дар, Божиот поклон, кој е по благодат, значи незаслужено, тоа значи по благодат, е вечен живот во Христос Исус. Ние сме свесни дека заслужуваме смрт, но Бог ни дава вечен живот. Ке слушниме зошто тоа е така.
Во Откровение 3 глава, 20 стих, Господ Исус Христос ги кажува овие зборови. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Овие зборови, ќе се вратиме покасно малце на овие зборови, но се многу битни. Да знаете дека Исус е на вратата од вашето срце и моментално чука и вика со глас, со милостив глас. Отвори. Јас сум Господ Исус. И ти ако го чуеш неговиот глас и ја отвориш вратата на твоето срце, тој ќе влезе во твоето срце и ќе има заедништво со тебе. И ти ќе имаш заедништво со него. Сега ќе ви го споделам Евангелието, радосната вест. Зошто е радосна? Свативме дека ние сите сгрешивме. И треба да бидеме казнети со смрт. Зошто? Заслугата, платата за гревот е смрт. Тоа ни е јасно. Нема друг начин ти да ја платиш твојата казна. Не можи со пари, не можи со твоето добротворство, со тоа што правиш ти добри дела, со тоа што си добар човек. Не. Казната, односно заслугата, платата за гревот е смрт. Платежното средство за твојот, мојот, гревот на Никола и гревот на сите луѓе на земјата е смрт. Да, твоја лична смрт. Ти мора да умриш заради твој грев. Но има добра вест. Така го кажавме ова, свативме дека тоа е така. Не ни бега нас тоа. Сите ние сгрешивме и треба да бидеме казнети со смрт. Но добрата вест е дека Господ Исус Христос слезе од небото, стана човек, умре на крстот, плаќајки ги сите наши гревови со неговата смрт. Не со мојата, со неговата смрт ги плати моите гревови. Со неговата смрт ги плати твоите гревови. Со неговата смрт ги плати гревовите на Никола. Сега стигнавме до тој момент на трампата, на размената. Значи, неговата праведност ми се припиша мене, моите гревови му се припишаја него. Тој ги плати со смрт. Умре на крстот за моите гревови. Беше погребан. Значи, Исус беше во гроб 3 дена. Беше погребан. Гробот беше запечатен. Тоа значи дека нашите гревови се погребани со Христос. За секогаш. И се запечатени. И Бог, како што читавме во пророкот Еремија, нема никогаш да се спомни за нашите гревови. Веќе за нив веќе Исус умре и беше погребан. И сега не е тука крајот. На третиот ден Господ Исус Христос воскресна. Оживе од мртвите. Ја порази смртта. Значи, победи, триумфираше над смртта. Значи, Бог го воскресна Исус од мртвите. Тоа значи дека ти ако веруваш во Исус, покрај тоа што добиваш прошка на гревовите, имаш и вечен живот. Зошто? Бидејќи Исус ја победи смртта, триумфираше над смртта. Смртта е поразена. Нашиот последен непријател е поразен. Смртта веќе нема да има власт врз тебе. Има две работи што Бог ги бара од тебе. Доколку го слушаш ти ова, го слушаш неговиот глас. И верувам дека Бог работи во твоето срце и Исус тропа на вратата на твоето срце. И ти го слушаш ова и Бог апелира до тебе или моли до тебе. Отвори ја вратата. Дозволи му на Исус да дојде во твоето срце. Значи, двете работи кои Бог ги бара од тебе е да се покаеш за твоите гревови. Да се покаеш значи да му ги исповедаш на Бог, свесно, знаејќи дека си сгрешил, сите твои гревови. И да не продолжиш
на истиот пат, со истиот начин на размислување, вршејќи гревовите како да ти е сеедно. Туку вика да се свртиш. Значи, ако си одел наваму, сега се вртиш. Одиш во другата насока. Значи, се вртиш према Бог. И не продолжуваш по патот по кој си одел свесно правејќи грев. Значи, тоа е свесна одлука. И веруваш, значи овој вториот дел не значи дека е помалце битен, туку тие одат заедно, покаяние и вера. Значи, веруваш дека Господ Исус Христос ги зеде сите твои гревови на крстот и ја плати казната која јас, ти, Никола, ја заслужувавме. Казната за гревот е платена со смртта на Господ Исус Христос. Еднаш умре Исус за сите наши гревови. Значи, еднаш за секогаш. Нашите гревови се простени. И ако тоа навистина ти го веруваш, тогаш можеш со сигурно да знаеш, со сигурност и сигурно да знаеш дека ти имаш вечен живот. И сега стигаме до моментот да му ја отвориме вратата. Ако сакаш ти да му ја отвориш вратата на твоето срце, на Господ Исус Христос, тогаш можеш да ја повторуваш оваа молитва со која ќе се молиме сега. Оној кој те спасува е Бог. Оној кој те спасува е Господ Исус Христос. Нему му се молиме. Тој е Спасителот. Не е самата молитва, туку молитвата упатена кон Спасителот. Тој го слуша твојот глас, тој те спасува. Тоа мора да се знае. Сега ќе се молиме, може да ја повторуваш оваа молитва, но фокусирај се на Господ Исус. Фокусирај се на Спасителот. Фокусирај се на Бог. Ние му се обраќаме Него. И тој не спасува. Значи, ова е плачот на нашето срце. Повикот кон Бог. Кој ќе го повика Господовото име, ќе биде спасен. И сега ние ќе го повикаме Господовото име. Ќе го повикаме Господовото име, името на Господ Исус Христос. Се молиме сега. Господе Исусе, повикувам кон Тебе. Спаси ме мене, Господе Исусе. Јас сум грешен човек. Сум направил голем број на гревови. Ти ги знаеш сите мои гревови. Еве, Господе, ги носам пред Тебе во молитва. Земи ги сите мои гревови. Прости ми ги гревовите. Дај ми ново срце од месо. Откорни го моето камено срце. Напиши ги Твоите заповеди во моето срце. Дај ми нов дух, Господе. Се каам за сите мои гревови. Помогни ми да не одам по мојот стар начин на живење. Да не правам свесно грев, туку да се свртам према Тебе. И верувам дека Ти, Господе Исусе, умре на крстот за моите гревови. Дека со Твојата смрт се платени сите мои гревови. Еднаш за секогаш. Верувам дека беше погребан и на третиот ден воскресна. И верувам дека сега имам вечен живот и прошка на моите гревови. Заради тоа што Ти умре на крстот за нив, беше погребан и воскресна на третиот ден. Те прифаќам како мој Господар и Спасител. Фала Ти за Твоето Слово, кое вели секој кој ќе го повика Господовото име ќе биде спасен.
Во името Твое се молам. Амин. Доколку навистина оваа молитва ја молеше, патена кон Спасителот, кон Господ Исус Христос, тој те спасува. Тоа е Божјо дело, не е мое дело. Тоа е Божјо дело. Бог те спасува тебе преку Господ Исус Христос. Тоа е многу битно да се знае. Јас би ти препорачал да продолжиш со тоа што ќе чекориш кон Господ Исус Христос, ќе чекориш по Божјиот пат, а не по твојот пат, по патот на твоите пријатели, твоите роднини, на твојата фамилија, туку по Божјиот пат. Ќе го читаш неговото слово и ќе се запознаваш секојдневно со Божјата волја, читајќи од Библијата, и ќе го обновуваш твојот ум, твоите размислувања со тоа што го пишува во Светото Писмо, добивајќи нови мисли, нови идеи и желба да го следиш Господ Исус Христос се повеќе и повеќе во твојот живот. И да отфрлаш работи кои не се по негова волја. И тој ќе ти сади нови идеи, нови мисли, нова волја, нова желба за да правиш работи кои се по негова волја. Никола, што би им препорачал ти на гледачите? Да, според ова, на крај што го кажа, би, да, како што и преходно имаше спомнато, би рекол пак за тоа што размислуваат другите и ти, и вие, на личноста, кој гледа ова, не гледајте што мисли масата и што мислат повеќето луѓе или што мисли ближниот, туку гледај што мисли Исус и дека тој, како што читавме патот, вистината и животот, и дека неговите заповеди се апсолутни и дека важат и ден денес и дека треба да се покајме од своите гревови, како што го кажа на крајот Димитар Евангелието и покајничката молитва. Значи, да, читај од Светото Писмо, значи битно, многу битно да се чита Светото Писмо за да го запознаеш Господ подобро и ако треба пак, како што спомнуваме во секојаш епизодите, ако треба Библија, ако ви треба Свето Писмо, тука сме, контактирајте не, да ви дадеме тој што нема, значи бесплатно ќе ви дадеме, значи нема за тоа нема никаков проблем. Некакво прашање за во врска со темите, во врска со стиховите, слободно прашајте, тука сме да ви одговориме. Тука сме да разјасниме работи, не дека ние паметните нешто ќе кажеме, туку од Божјата мудрост, како што спомнуваме повеќе пати, како што спомнавме денес. Значи, знаеме дека Господ не спаси, Господ спасува и ќе спасува, ако му дозволите вие да, ако го отворите срцето, ќе ве спаси, ќе влези вашето срце, тој со сила не влегва, тој е джентълмен, тој тропа пред да влези, не влегва со се врата, така да отворете го срцето за Господ, бидејќи тој го мисли вашето најдобро и тој ве сака, тој ја демонстрира, ја покажа својата љубов на дело, на крстот пред 2000 години и како што знаеме да кажеме некогаш што треба да направи поќе, што да направи поќе од тоа, Господ и прави уште, само ние не гледаме до прва, ќе видиме уште прави во позадина и да, тоа е добар и милостив Бог и ние само се надеваме на него, не дека тука излегуваме пред вас како паметни, како многу мудри над вас, туку едноставно сведочиме за тоа што Бог направил во нашите животи, тоа што ни кажал, тоа што ни објавил и сакаме да го споделиме, бидејќи сакаме и другите луѓе да ја вкусат, да ја видат неговата љубов, неговата добрина, неговата милост и да направи промена во нивните животи, да ги наново роди како што направи во нашите животи. Така да тоа би го додал и да би ве поздравил срдечно од нас и би ви посакал се најдобро. Убава вечер, убав ден, како и во кој тајм зона да го гледате ова. И се надеваме ќе се видиме во наредна епизода со друга тема, со нова дискусија, со нови прашања, нови размислувања и нови одлуки за Христос. На тоа се надеваме не повеќе, Господ пред се надева на повеќе одлуки за Христос, повеќе отворени срца за Него и за луѓе кои ќе му веруваат и ќе стават надежда во Него.
Фала ти, Никола, и јас сакам да ве поздравам, да си имате благословено време и да се гледаме во наредна епизода и како што спомна Никола, отворени сме за прашања, ако ви треба и Библија, тука сме за вас. За она што може да помогнеме, тука сме. Така да ви благодариме што бевте до крајот на оваа епизода и се гледаме во наредната. Поздрав!